форум на ВМРО ДПМН и на представниците од комисиите на ВМРО ДПМН, членовите на ВМРО ДПМН кои што се заинтересирани за оваа тема, луѓето кои што не припаѓаат во партијата, а придонесуваат со своите предлози и секако на присутните медиуми кои што го покриваат овој настан. Се работи за уште еден од тематските форуми на ВМРО ДПМН, овој пат на тема на увозот на користени возила, односно олеснувањето на користените возила и нивниот увоз во Република Македонија. Во воведот што би можело да се каже? Во воведот се следниве неколку поенти. Прво, дека Република Македонија во моментов има релативно малку возила кои што се користат на нејзината територија. Вкупно во Македонија се регистрирани 300.000 возила. Значи 300.000 коли во Македонија на 2 милиони жители. Истовремено земји со слична големина имаат многу поголем возен парк. Словенија со 2 милиони жители има 1 милион и 45.000 возила. Понатаму Естонија со 1,5 милиони жители. Значи 500.000 помалку, односно 1/4 помалку жители од Македонија има дури 611.000 возила, или Латвија која што има 2,4 милиони жители, значи само 20% повеќе популација, има 932.000 возила. Повеќе од 3 пати, односно повеќе од 300% коли од што Македонија. Тоа доведува до заклучокот дека во Македонија се возат релативно, споредено со другите земји, малку автомобили и тоа македонскиот пазар, но и македонските патишта ги прави помалку интересни за вложување. Во која насока? Било кога ќе дојде заинтересиран за вложување во патиштата, односно патната инфраструктура, првото прашање на потенцијалниот концесионер, на потенцијалната градежна фирма е колку коли имате во Македонија, односно колку сообраќај можат да генерираат тие коли. И нормално дека тие градежни предпријатија, концесионери и инвеститори се позаинтересирани во Словенија затоа што на нејзините патишта возат 1 милион коли. Во Македонија 300.000 возила го прават помалку исплатливо вложувањето во патната инфраструктура. Например, во Крива Паланка има регистрирано 3.000 возила. Тие 3.000 возила треба да бидат главниот број на возила, нормално со меѓународните возила и со странските возила, кои што ќе го користат потенцијалниот автопат од коридорот 8 од Куманово преку Крива Паланка до бугарската граница и Софија. Но тие 3.000 возила не можат да генерираат толку голем сообраќај, односно поинака би била ситуацијата доколку во Крива Паланка имаме 5, 6 или 7.000 коли. Тоа нема да се случи преку ноќ, тоа нема да дојде за неколку дена, но во еден период од 3 или 4 години, ако имаме олеснет увоз на половни возила, тогаш сосема поинаква ќе биде ситуацијата. Би било идеално доколку Македонија би можела сето ова да го постигне со увоз, односно купување на нови возила. Но доколку чекаме со оваа динамика на купување на коли, која што е годишно некаде помеѓу 10 до 13.000 возила, би требало да почекаме за естонските, словенечките или латвиските бројки барем 20 години. Затоа мораме да отидеме за лесната мерка за увоз на половни возила и тие половни возила претежно ќе се купуваат, некаде цената би била 2, 3, 4 до 5.000 евра. Тие возила ќе бидат најатрактивни за нашите граѓани. Неприфатлива е ситуацијата во која што, например, еден Ford Focus со производство од 2000 година во Германија е некаде 1500 до 2000 евра, зависно од километражата, дополнителната опрема и амортизираноста на возилото. Во Бугарија истото возило е 2500 евра, во Србија е 3500 евра, а во Македонија дури 5500 евра. Значи, возило кое што во Германија со многу поголеми плати и подобра економија чини 1500 до 2000 евра, во Македонија чини 5500 до 6000 евра. Значи, тоа се огромни диспаритети
кои што прават од Македонија прва работа, бројот на возилата кои што се возат во Македонија да биде помал, огромен број на семејства да не можат да отидат на доктор кај своите пријатели, во своите посети, ограничено да вршат својата работа и своите обврски. И втора работа, што во Македонија од 300.000 возила, 1/3, значи повеќе од 30% од постојните возила во Македонија се постари од 20 години. Тоа значи дека на македонските патишти имаме околу 100.000 возила, како што се, например, Застава 101, Застава 128, Фијат 1300, како што е Фиќо, како што се старите Шкоди со модел од 80, 82, 85 година, кои што имаат екостандард Евро 0, односно многу голема емисија на штетни гасови, и во моментов тие се возат во Македонија. Би било идеално да можеме да ги замениме тие коли со нови коли, но неможноста на огромен број на наши граѓани да платат коли кои што во моментов се нови чинат 8, 10, 12 или 15.000 евра, не упатува на тоа тие луѓе да купат кола која што е 3 до 4.000 евра. И таа кола ќе има намалена емисија на штетни гасови. Доколку кај колите кои што имаат Евростандард 0, емисијата на штетни гасови на 1 километар е некаде 400 до 500 грама, значи емисијата е 400 до 500 грама на 1 километар, кај возилата со категорија Евро 2, тоа се возила 96, 97, 98 година, нивната емисија е некаде околу 180, 190 или 200 грама по 1 километар. Да, вистина е дека најновите возила се некаде на 105, 110 или 120 грама на 1 километар, но уште еднаш ќе речам, Македонија во моментов го нема потенцијалот да го замени својот возен парк и да го прошири својот возен парк сосема со нови возила. На крајот, само би кажал неколку работи, а тоа е дека во моментов имаме ситуација во која што се бранат и економските интереси и социјалните интереси на огромен број на македонски граѓани. Наместо да го штитиме интересот на 40 импортери, ние го штитиме интересот на 100.000 луѓе, односно 100.000 семејства кои што треба да ги заменат своите стари возила и дополнителни 100.000 луѓе кои што во моментов, односно семејства, не можат да купат никакво возило. Наместо да се штити дуополот со огромните и високи цени во мобилната телефонија од 2005 година, кога имавме енормно високи цени на СМС пораки и телефонски повици и обврска која што не беше реализирана за трет мобилен оператор, се штитат интересите на сите граѓани на Република Македонија со тоа што се воведе трет мобилен оператор и паднаа цените и на СМС пораките и на телефонските разговори. Споредено со 2005-2006 година, цените не се идеални сега, но се многукратно намалени. Наместо да се штитат интересите на неколку олигарси, кои што ја приватизираа македонската економија, кои што за бадијала ги купија фабриките за неколку евра, направија огромни имоти на сомнителен начин, се штитат интересите на стотици илјади македонски семејства со тоа што ќе можат да ги приватизираат, односно откупат своите дворни места за 1 евро по квадрат. Значи, наместо да се продаваат општите добра кои што чинат десетици и стотици милиони во безцение, имаме ситуација во која што ќе им овозможиме на граѓаните да поседуваат нешто и кога ќе го поседуваат тоа, повеќе ќе вложат и ќе бидат позаинтересирани фасадите на нивните куќи да бидат поубави. Ќе се помогне урбанизацијата, ќе можат истото да го стават под хипотека, да земат кредит, да бидат поприсутни во економските текови во државата. Значи, тоа се неколку примери за различна филозофија во која што досега имавме пракса да се штитат интересите на малкумина за сметка на тешкотиите на многумина. Сега имаме обратна ситуација, а тоа е да им овозможиме на што е можно повеќе граѓани и семејства да влезат во 21. век, да купат поново возило, да го